Олеснувањата при аплицирањето и новините во ИПАРД програмата овозможија поголема опфатност на заинтересираните за средствата од европските фондови наменети за македонските земјоделци, преработувачки капацитети, откупни центри за наетчи и рурални општини. Тоа е причината што интересот е значително поголем во споредба со претходните јавни повици. 15 декари садам пипер. Ете, има таму документи се, тутун садам по 10 декари, кромит имам 10-15 тона, зависи годината. 2 години аплицирам, добијано немам ништо. На ова година сега пак имам аплицирано, пак немам никаков резултат. Зашто аплицирате? За трактор. Агенцијата во целост стои на располагање на земјоделците со флексибилно работно време и совети за комплетирање на барањата. Големиот фонд на средства кои што се во ИПАРД програмата, одлучивме да ги информираме земјоделците на директен начин, тоа е во тет-а-тет средби или пак преку трибини, на кои што ќе бидат запознаени со можностите и начинот на аплицирање. Тоа значи како да се дојде и да се изработи деловен план, тоа е со помош на нашите советници од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, со која инвестиција да учествуваат, од кои држави се може да дојде машината, односно тоа се само членки на Европската унија и земји членки со статус за прием во Европската унија, и понатаму како треба да се инвестира, тоа е со 100% инвестиција, па потоа се враќаат средствата минимум 50%. Интересот во Прилепскиот дел од Пелагонија е насочен кон набавка на земјоделска механизација. Во овој оглас најголем интерес има, како и секоја година, значи за мерката 101 за набавка на механизација. Пред се тука се тракторите, приклучната механизација, посебно во делот на градинарството. Тоа не значи дека немаме други заинтересирани лица, значи еве на овој јавен оглас имаме голем дел од апликации земени за мерка, значи неколку, веќе 5-6 имаме за мерка 103, тоа е за преработувачката индустрија, за откупните пунктови, значи за формирање на нови откупни пунктови и обновување или унапредување на тие постоечките. Исто така и во мерката 302 имаме неколку апликации кои ќе бидат на овој јавен оглас. Компаниите кои се занимаваат со продажба на агроопрема се прилагодуваат кон барањата на земјоделците. Симпекс нуди осем механизација што може да му понуди на земјоделците со врвен квалитет, на што се трудиме да биде врвен квалитетот. Исто така нудиме да ги изготвиме сите потребни документи, значи бизнис планот, и да ја спремиме комплетно документацијата и сето тоа го нудиме бесплатно. Исто така во периодот после апликацијата, која иде до реализација на самата инвестиција, Симпекс стои за своите земјоделци пред банките, односно им олеснува при одобрувањето на кредитите, со тоа што имаме веќе неколку кредитни производи од одредени банки, изготвени специјално за нас, или имаме одреден начин да ние ги обезбедиме земјоделците полесно да дојдат до средства. Во рамки на последниот јавен повик за ИПАРД за периодот од 2007 до 2013 година можат да аплицираат сите кои се занимаваат со лозарство, овоштарство, сточарство и градинарство. Поледелците кои одгледуваат житни и индустријски култури ќе можат да се јават на огласите од наредната година. Воедно, популарната национална мерка 50-50 за набавка на земјоделска механизација целосно се префрла во рамки на ИПАРД програмата. Актуелниот јавен повик завршува на 10 декември.